Денес разговараме со Софија Настевска-Трифуновска, актер во Македонскиот народен театар, но наместо за многу бројните значајни успеси на тоа поле, ќе разговараме за една друга улога, односно за мајчинството. Софија, добре дојде и како е да си родител на две прекрасни момчиња? Добро ве најдов како прво и ќе речам дека веројатно е таа од сите улоги кои што ги спомнавте, таа е веројатно најважната улога за еден родител, особено за една мајка. Да се биде мајка е како сите оние клишеа кои што ги слушаме од постарите луѓе, нели, кога стануваш родител, сите ти кажуваат некои работи, како тие го поминале тој процес, како го доживувале, и тие сите клишеа се излегуваат на крајот дека се точни, затоа што во моментот кога ќе се роди твоето прво дете, тогаш стануваш и ти еден нешто повеќе од тоа што си бил претходно, и секој родител расте со своето дете. Тоа е една феноменална работа која што претпоставам дека никој не може да те припреми колку е тоа убаво, колку е значајно и колку е повеќе од животот додека сам не го доживееш. Тоа е навистина, да бидеш родител е магија. Да. Ти благодарам многу, затоа што често пати јас слушам дека во пракса и со работа со родителите и со деца, дека родителството е едно најтопло, но најпредизвикувачко патување. Да. Спомна дека се она кое што доаѓа од претходните генерации некако ме поттикнува мене да ја започнам онаа тема. Чувствуваше ли некоја збунетост или конфузност во спитувањето претходно, строгоста, дисциплината, можеби казните од тој еден генерацијски јас и тоа што е денес, попустливоста, понежното воспитување, ајде да кажеме. Да, ние сме баш така хеликоптер родители, како ја викаат нашата генерација, кои што кога детето има проблем, веднаш слетуваме кај да сме на друг континент, ние ќе му се најдеме тука да му помогнеме, да му го избришеме рачето, да му го избришеме газето, да му се најдеме во секој момент од животот, кое што е нешто кое што пак нашите родители не го правеле, не само што не го правеле, туку правеле контра од тоа. Значи, ние сме сите знаеме како сме растени надвор од сабајле до вечер, дојди јади ако јадеш си јадел, ако не си јадел не си јадел, и многу често сме заспивале во кафани меѓу две столчиња. Меѓутоа мислам дека нашата генерација одела во една известна крајност, а ние ја одиме во другата крајност, која што за мене е исклучително лоша и поразителна во однос на тоа што тие деца, кои што се сега деца, утре ќе станат како луѓе. Мислам дека ние како родители, голем пропуст е тоа на нашата генерација, дека не им дозволуваме да си ги пуштат своите способности и да ги видиме како тие ќе излезат во еден комплетиран човек, една личност која што е способна да работи и да функционира, затоа што ние сме буквално до таму да им носиме водичка кога тие лежат во кревет, или да одиме да се караме со нивните другарчиња за моливчиња, што мене лично ме ужаснува и сметам дека е многу, многу погрешно, и затоа целам и тежнеам да не бидам јас таков родител, значи да ги воспитам децата, моите деца, особено затоа што се машки, особено затоа што живееме тука на Балкан, каде што машките се во една состојба, женските се во друга состојба, тоа сите знаеме како оди. Така што се обидувам да ги направам да бидат луѓе кои што ќе бидат самодоволни, самосвесни и луѓе кои што ќе можат да си спрдат јајца на крајот на крештата сами, без да мора мама или жената тоа да го направи за нив. Тоа што Сигурно. И сепак тоа значи дека од оние генерации ја превземаме столбот на самостојноста. Колку е битно, нели, секое дете да го градиме на крајот од денот да биде самостојно, да биде автентично на свој начин да ги решава работите, а родителот да е тука во позадина или не ветер во грб за да придава некаква снага во позадина. Точно е, јас често знам да кажам, спротивно од дисфункционалното е секогаш дисфункционално. Значи, ако едната екстремност е премногу строгост, казна, другата екстремност е па препопустливост, заштитништво. Како реагираат Миха и Вања, доколку мама е по-заштитнички настроена? Јас сум секогаш заштитнички настроена и тоа е нормално за нив, меѓутоа не во овој однос во кој што го зборуваме сега. Јас сум секогаш тука за нив баш како ветер во грб, многу сакам да разговарам со нив, дури и со помалечкиот, иако има 6 години. Тој сега го осознава светот, сега расте, сега се буди за се околу него. Меѓутоа големиот е веќе 12 годишен и е афирмиран. Јас не ги воспитувам на строгост или на викање или на карање, туку генерално ние разговараме и секој проблем во животот го пребродуваме со разговор и со поддршка. Јас сум секогаш нивна поддршка.
тие се веројатно повеќе изненадени кога ќе викнам, а тоа се случува многу ретко, и тогаш знаат дека веќе некој проблем се случил и дека треба да ретарираат, да се повлечат. Меѓутоа, генерално имаме пријателски однос и мислам дека тоа за нас, можеби не е за сите, меѓутоа во нашиот случај тоа функционира многу добро, затоа што секогаш кога имаат проблем, ќе видиме, затоа што големиот веќе расте и ќе стане за скоро тинејџер. Меѓутоа, сега тие секогаш доаѓаат кај мене кога имаат проблем и не мислам дека тоа повлекува да тие бидат разгалени или деца кои што ќе сакаат повеќе од тоа што имаат, туку дека тоа баш раѓа еден убав, искрен и близок однос. И важно е да ја пратиме пораката до сите родители, напомена дека тоа за нас функционира. Значи, ние гледаме што во семејниот контекст е функционално и често пати ние терапевтите знаеме да кажеме дека доколку нешто функционирало до сега, а гледаме веќе дека се појавува некаков симптом на однесување, повлеченост или поекспресивно однесување, лутина повеќе покажува детето, ни пружа некаков отпор, тогаш веќе треба нешто да промениме, да најдеме некој друг начин кој што ќе биде многу пофункционален во понатамошниот тек. Вие сте во баш онака две различни фази. Едното е 6, другото е 12. 6-та година некаде предизвикува и родителство од дистанца. Тука сум, ама сепак не сум тука. А 12 години веќе ја затвара вратата и кажува... Веќе е сосема на дистанца, живее во друга соба и се гледаме само кога поминува за на училиште и влегува во тоалет и после тоа оди во својата соба и тоа така краткотрајно дружење имаме и секако на семејниот ручек кој што ни е нам пак една традиција во која што уживаме и сакаме да го имаме секојдневно колку можеме да си дозволиме. Меѓутоа големиот е веќе во таа фаза кога ги остава родителите, ама му требаат се уште. Свесен е дека му требаат и верувам дека тоа ќе трае уште малку, затоа што сега, како што кажуваат нели луѓето што имаат поголеми деца, сега ќе се соочуваме со нови предизвици на кои што треба да сме подготвени. Меѓутоа сега мислам дека сме на убаво место. Веројатно оваа фаза викаат од 8 до 11 години дека е златна фаза. Вие сигурно тоа го знаете кога детето е дете, меѓутоа е доволно развиено за да може убаво да комуницира со родителите и да го разбира светот. Да, се чувствуваат и побезбедно да отвараат нели одредени теми доколку дома се има простор за да се зборува, посебно за оние потешки, на пример, емоции кај што често пати знаат да се повлекуваат и да не покажуваат кога е во прашање страф, лутина, па се слуша да. Што е веројатно и многу зависно од карактерот на детето, затоа што се тие сите различни. Ако си го знаеш детето какво ти знаеш на неговото лице, кажува каква емоција има, меѓутоа да го изрази тоа не може секој. Колку од овој модел на родителство кој што го негувате вие дома, го имате превземано од некои претходни генерации, мама, тато? Мислам дека не, туку мислам дека и веројатно е тоа некој синдром на секој родител, да сакаш да направиш нешто спротивно од тоа што го правеле твоите родители, затоа што тоа она што нам не недостигало кога сме растале, сакаш да го промениш можеби несвесно, можеби подсвесно, да биде поинаку со твоите деца. Мислам дека не сум свесно преземала некој модел на воспитување, но баш сум сакала да бидам питома и мека со моите деца и да видам дали можеме да се најдеме ние на тоа ниво, јас и тие. А да сум преземала од интернет и од книги со првото дете, кое што е секако, значи, комплетно непотребно нешто, бидејќи кога ќе се роди детето, ти не знаеш што да правиш со него. Значи го гледаш и викаш сега, добро, мене ми рекоа, тоа треба на 3 сати да јаде, тогаш треба да спие и јас сум буквално го држала со сати во раце, затоа што во 1 часот требало да спие, ама него не му се спиело. И после кога веќе добиваш второ дете, сваќаш дека тоа може све спонтано да тера, ако му се спие да спие и пак да преживее, и да не јаде, и пак да преживее и да бидеме сите во ред. Да, а стравот кај првородените деца е многу поголем за разлика од второродено дете, затоа што тоа е прво искуство и во ред е родителите да го имаат, тоест во ред е да ја чувствуваат таа збунетост, доколку чувствуваат некаков притисок од тоа како треба и што треба, сепак нели се водиме од тоа што ние мислиме, затоа што тоа е некаде наше дете, заедно мама и тато се тука, па другите околу нас, вклучувајќи ги книгите и интернетот, можеби се тука некаде за мала помош, иако во пракса гледаме дека многу ги збунува родителите сето тоа, посебно дополнително читање и истражување за тоа како да си
совршен родител. Како да преживееш и ти и детето, затоа што многу родители кога прво дете ќе им се роди, значи едноставно сакаат детево да им преживее, затоа што ние не знаеме со што се соочуваме, нели ќе се сврти на десно, тебе одма те фаќа паника, ќе се сврти на лево, ќе падне, одиш трчаш на доктор затоа што имало едно црвено или модрица нешто, како и да е. Така што се учи со искуство, како што и сите други работи во животот ги учиме искуствено, а не од книга, а не од интернет, така и детево ќе не научи нас како да бидеме родители. Да. И важно е да кажеме дека не учиме само ние како родители, туку и не учат ствари само децата од нас, туку и ние учиме од нив. Да. Многу е битно да се напоменува тоа, затоа што често пати родителот знае да се постави во таа помоќна улога и да е со наредби, со правила, затоа што јас така кажав, затоа што ти си во моја куќа, а тоа е наш заеднички дом. Тие работи ми се многу искрено ужасни и никогаш не сум ги употребувала, не излегле од моја уста. Ако детето ми рече, ама зошто не, јас да му речам затоа што јас така кажав. Мислам дека тоа веднаш го ја убива самодовербата на детето и не го афирмира него како личност. Значи тој има потреба да праша нешто затоа што е тој во таа ментална свест во моментот. И ти ако него му кажеш затоа супериорно се однесуваш кон твоето дете, тоа веднаш раѓа некој извесен јас во комуникација и потоа раѓа исто фрустрација и кај детето. Исто како и чичко полицаец ќе те земе и така натаму тие. Кога веќе сме кај чичко полицаец, има ли некој мама да е чичко полицаец, а тато да е оној полицаец кој што е понежен, ајде да речем, или родителскиот сојуз, вие баш ние сме тим? Може би сопругот се обидува да стане повремено така бидејќи ни се машки децата, сега тој настапува тој машки аспект да биде понекогаш построг, меѓутоа карактерот му е таков да не му оди баш најсјајно тоа, затоа што сме генерално питоми луѓе. А јас не, така што јас сум секогаш таа која што е тука за нив и сака да разговара со нив. Меѓутоа не. Немате? Не. Океј. Претпоставувам добро ги премостувате оние граници кои што треба да се почитуваат или они лесно ги пробиваат? Јас сум засега задоволна од начинот на кој што нашето родителство се одразило врз децата и како тие тоа го прифаќаат. Мислам дека тоа е модел кој што за нив супер функционира и дека тие многу добро се сноѓаат и дека во обратно функционирање би се затвориле во своите школки и не би пркнале. Мислам, затоа викам во нашиот случај, бидејќи сите сме различни карактери, ние како родители децата се единки кои што исто така се различни. Со едно дете не можеш исто како што можеш со другото дете да комуницираш. Така сигурно, затоа што ја почитуваме личноста на детето така и се она што таа личност носи со себе. Често пати родителите имаат идеја доколку ја нема казната дека детето нема да почитува. Да, не се согласувам со тоа. Искрено не се согласувам со тоа и не памтам дека никогаш сум ги казнила за нешто децава. Ако се случи некој инцидент, ќе донесе ретко, но ќе се случи да донесе лоша оценка, седнуваме да разговараме зошто дошло до таа оценка. Дали дошло затоа што сме биле во некоја фаза, не сме биле дома, не сме можеле да посветиме доволно внимание, или пак едноставно од мрза, затоа што тие се сега во таа фаза кога навистина ги мрзи да живеат. Мислам, посебно големиот човек кој мрзи да живее. Се гледа дека одлично ги разбирате вашите деца како се чувствуваат и во кој дел како размислуваат. И тоа е многу битно за они да пристапат да разговарат не само со мама, туку и со тато за било нели која друга тема. Спомнавме на почетокот самостојност. Додека те слушам, си велам мама е присутна и тука е. Се случува ли некогаш да бунтоваат за да мама окей, ние можеме сами, не мора толку многу да ни помагаш? Не, ама не им помагам јас. Не? Не, затоа што не им помагам. Се обидувам баш буквално до не им носам вода. На малечкиот му викам стани и земи си вода. Ако не можеш да стасаш, ќе станеш, ќе си ставиш столче и ќе си туриш вода. Така што мислам дека не се случило да дојде до таа ситуација затоа што е непостоечко кај нас. Помагам во работи во кои што секако мораш да помогнеш како родител. Има некои нешта кои што малечкиот се уште не може сам да ги прави. Тука сум за него додека не се осамостои да може да ги направи. Малце ми е проблематично затоа што социјалните односи не можеш да им ги знаеш и треба преку нивниот филтер да видиш како тоа функционира. Меѓутоа, она што го знам од луѓето кои што работат, нивните учителки, воспитувачки и така натаму, е дека се самостојни и дека се добри деца.
За мене тоа е многу важно, да бидат добри деца и среќни. Тоа ми е примарно. А кога не се среќни? Кога се тажни? Тогаш јас сум несреќна. Значи тоа е веројатно една многу тешка состојба за родител, кога ќе си го видиш малиот е се уште апсолутно целовремено среќен. Значи тоа е една ведрина која што излегува од него цело време и тоа е во таа фаза затоа што се уште го нема осознаено светов каков е. Дека може да биде суров, дека лоши работи се случуваат. Меѓутоа големиот кога ќе сгреши, самиот себе си се казнува со тоа што се чувствува многу лошо, исклучително емотивен. И кога ќе го видам тоа и да не ми каже дека нешто лошо му се случило, јас знам дека му се случило и тогаш единствено што можам да направам е да го охрабрам и да му кажам дека треба да летне уште повисоко од тоа што лета. Да. И да сме тука до нив кога они не се чувствуваат среќно, затоа што па треба да ја прифатиме и таа емоција. Свесни сме дека во животот не е само среќата, туку се и лутината, и тагата, и стравот, и многу бројни други емоции, кои што верувам дека ако децата го гледаат тоа во лицето на родителите, ќе се чувствуваат многу послободно да дојдат и да споделат дека мама, јас денеска имав некаков предизвик во училиште со другари или да се искрени. Да се искрени. Слободни. Пошто тој рол модел кој што родителот го носи, ни дава слика, јас сум окей тука и можеш да ми кажеш ти дека се чувствуваш и не секогаш среќно. Да, безбедна средина. И исто така е важно и родителот како се чувствува, според мене. Значи, многу е важно да детето гледа во родителот среќна остварена личност, затоа што доколку е дисфункционално тоа кај нас, тогаш тоа се пренесува кај нас и веднаш раѓа тоа недоверба, мала самодоверба, несреќа и така. Сигурно и јас кога работам со деца, најчесто родителите доаѓаат и кажуваат треба да се работи со детето. Проблемот е во детето. Јас најчесто викам никогаш немаме проблем, имаме предизвик и можеби само детето го носи на грб тој предизвик, а предизвикот се појавува сплет на околности, семеен контекст, релации, пошто релацијата е двосмерна улица и сето тоа допринесува во нечие негово однесување, а воедно и многу е битно па да видиме во која животна фаза сме. И ние и тие, затоа што тие се менуваат 2 месеци подоцна ќе видиш дека детето веќе станало друг човек, значи тоа не е истото дете и знаеме да кажеме што му се случи на детето, исто што ни се случи нас, така што тоа се све работи кои што се исклучително поврзани и доста ме фрустрира кога ќе чуем родители кои што викаат тете проблемот е во детето, се направив, проблемот е во детето. Навистина верувам, значи сигурно и вие знаете дека има деца кои што од малечки, од мали нозе имаат некој тип на проблем, меѓутоа тоа предпоставам дека најчесто се врзува со некоја психолошка и дијагноза, така. Можеби не дијагноза, меѓутоа состојба. Ама доколку ние работиме како родители на себе прво, па после на децата, тогаш нема да има проблем. Јас верувам во тоа. Ние секогаш тргнуваме да ги проценуваме функционалните способности на детето, да видиме кои се функционалните способности, да видиме кои се снагите на детето и после да видиме кој е предизвикот за да работиме на тоа, но ни требаат родителите и затоа што тоа е целиот систем. Понекогаш ни треба и градинката, ни треба и образованието, ни требаат наставниците, другарите, значи не работиме индивидуално, туку баш работиме на целиот систем и интервенциите ни се во однос на целиот систем. Се сеќаваш ли на некоја слика од твоето детство? Слики од моето детство, да, секакви. Доколку си слободна, може ли да споделиш нешто? Па не знам, во однос на родителство не можам да се сеќавам најчесто на оние среќни мигови кои што сме ги поминале со родителите. Веројатно моето прво сеќавање за тоа што обожавам да пливам, тоа ми е една од поголемите животни љубови. И првото сеќавање кое што го имам во живот е како на 2 години сум научила да пливам. Како татко ми ме фрла во вода кон мајка ми и мајка ми не ме фаќа и јас почнувам да се брцкам во вода во Грција. Тоа ми е едно од првите сеќавања, да речеме. Ако не и прво сеќавање. Многу значено за моје уво, затоа што предпоставувам и понатаму во животот така храбро се фролаш во сите предизвици и почнуваш да ги решаваш. Да, така е. И со таква професија се занимавам и животот е полн со таков тип на предизвици, не можеме да се, иако сите би сакале, јас лично, да одиме на планина и да живееме во природа и да дишеме во воздух, меѓутоа животот во кој што сме тука и сега, посебно како родители, те
фрла цело време во ситуации во оган во кој што ти мораш да се снајдеш и да се справиш секако. Да. Посебно кога нели родителите се заедно, се тим, Да. и кога ќе кажат ние решивме така, ние го мислиме ова, тогаш даваме една слика на сигурност. Да. И нема каде едното или другото дете да ги пробие границите, затоа што гледа сигурни родители, гледа родители кои што веруваат во своето дете, затоа што често видиме дете кое што верува во себе, претходно имале родители кои што верувале они во себе и во тоа дете. Значи, сепак е тој релацијски момент многу битен. Ви спомна професијата. Како е професија и родителство? Балансот помеѓу тоа. Па специфична е нашата професија затоа што е како прво временски е проблематична, можеби не, меѓутоа е специфична. Ние живееме доста спонтан живот и тоа мене исклучително ме радува. И сопругот е во истите води, тој е режисер, јас сум актарка, така што ние кога работиме многу. Но кога не работиме, сме целосно слободни да го посветиме целото време кое што го имаме токму на децата, на семејството, на некои прошетки, на нели викенди, природа, затоа што обожавам природа. И ни дава многу можности да имаме летен распуст, зимски распуст. И меѓутоа пак кога работиме, не гледаат воопшто. Какво е вашето чувство како родител, затоа што јас од родителите понекогаш слушам дека има некоја грижа на совест. Како не, да. Дури и да се поголеми. Да. Па и на тој поголемиот му требаше токму да подучнеш нешто со него, да разговараш, затоа што тој има многу повеќе социјални предизвици од малиот што има. Малиот треба да се да му се дадат оние основни потреби за да може да функционира и секако му треба прегратка од мајка или од кој да е. И мајката секогаш или таткото не достигаат. А грижата на совест кога работиме проекти или одиме на гостувања или сме пред премиера е огромна. Навистина е огромна затоа што тоа се веќе излегуваш наутро, се враќаш многу доцна навечер и тоа е во еден континуитет кој што да речеме трае месец дена. Еве, во моментот сопругот работи во друг град и многу малце го гледаат, така што меѓутоа на таа динамика нашите деца се навикнати. Да, затоа што компензираме па после со целиот летен распуст, нели така? Од друга страна да не заборавиме дека и таа дистанца додека вие сте на работа, зборувам физичка, они ги завршуваат своите задачи, има потребна на децата. За да го развиваат оној столб на самостојност кој што не е многу битен. Исто како што тато е фрлил Софија на 2 години во вода, верувал во неа и мама се тргнала за Софија нели да почне да вежба сама и да ги исплива тие води сама. Така да таа грижа на совест можеби понекогаш би требало да ја кратиме со тоа дека окей, може и ова му е потребно на моето дете за да развива свој потребно и не само тоа, туку му се потребни и други односи во животот. Не само овие, затоа што ние бевме во известна ситуација кога нели имаше ковид и седевме дома година дена, така јас бев тој само што се роди, требаше јас да се вратам на работа, почна ковид и јас бев година дена само со него дома, ги немаше видено баба и дедо, а за мене се тие односи од исклучително значење. Значи, дете што ќе научи со баба и дедо, може да научи и лошо, меѓутоа може да научи и многу добри работи, кои што не може да ги научи со неговите родители. Јас, едно од моите поубави сеќавања и односи во животот што сум ги имала, се со баба ми и дедо ми. Значи, јас со нив го поминав целото детство, секој викенд бев кај нив, шетавме секаде, од дедо ми останато едно нешто да секогаш после дожд излезам, и сега уште го практикувам тоа со моите деца. Значи, тоа се некои работи кои што се драгоцени и кои што не може да ги имаш само со мама или со тато. Тие се други односи кои што се неопходни. Веќе неколку работи јас сватив што се пренесуваат од генерација на генерација како пораки, па дури и ова нели после дожд се излезе надвор, што е многу убаво. Да, што е многу убаво затоа што сите ние носиме некакви уверувања и пораки од нашите предци. И кога доаѓаме во една повозрасна доба, е свесност и се грижиме за себе, можеме да утврдиме што е тоа што е функционално и е добро во овој семеен контекст и го пренесуваме на нашите деца, а што е тоа што не е баш така добро и нели треба да работиме и да го смениме, доколку претходно го освестиме. Се согласувам дека другите луѓе, другите ликови и другите релации се многу важни и за децата, но и за родителите. Затоа што семената потрешка од баба и од дедо е исто така многу важна. Таа љубов која што е
таму е само љубов и нема грижа. Само љубов. Таму е само љубов и нема грижа. Е многу искрена и чиста за нели да децата ги имаат, развиваат тие контакти. Друг тип на топлина, која што, значи, мама и тато се тука да воспитуваат, а баба и дедо се, како што сакаат нашите стари да кажат, да разгалуваат, така и мене ми кажуваат, да. И веројатно е многу... Успевате ли тоа да го премостите? Ние сме родители, ние ги поставуваме правилата. Никој не успел, мислам јас, да се справи со тоа на начин на кој што сакаме, затоа што ние сакаме едно нешто, а тие работите ги гледаат од сосема друг аспект. Тие сакаат да се најдат тука на децата на сите можни начини на кои што децата ќе побарат, дури и да не побарат. Меѓутоа не, мислам дека се тоа нормални превирање и нормална динамика на односи и затоа мислам дека е и важна за да имаат децата и тој тип на чувство во себе си. Да, важно и битно е да се држиме во таа средина, да не одиме нели како што спомнавме на почетокот дисфункционално и дисфункционално, туку со сите други вештини, па како и со правилата, така и со нежноста и со чистата љубов да ги подкрепиме нашите деца. Да би можеле да се тука Миха и Вања, како би ги опишале мама и тато? Вака можам конкретно да ти кажам како син ми за мене, вика малиот, пошто така ептен сме во љубов, тоа е Миха, глупаво ги звучи, ама вистина така вика, мама ти си најубава, романтична, успешна, како викаше друго? Таман. Таман. Да, значи успешна, квалитетна, романтична, викам не сум, ама тој вика дека сум, и таман на крај. Значи тоа вика тој, а Вања знае да кажува само убави зборови за сите луѓе. Таков некако нешто што прво ми паѓа на памет е дека мама и тато зборуваат дома убави зборови и овие деца го негуваат тој речник на убави зборови. Сигурно. Мама и тато пофалуваат. Да. И овие деца знаат да се сврдат кон мама и да кажат мама ти си убава, успешна, затоа што пофалбите ни се битни на сите нас. Значи ако претходно се вратиме на она казна и строгост, пофалбата е нешто кое што мотивира и ние можеме доколку поставуваме некое правило да ја и убаво е да ја напомениме која е позитивната последица од тип на награда или негативната последица, доколку не се испочитува тоа правило, али е многу битно да ги пофалуваме. Мислам дека е тоа од, ако не примарно значење, за да добиеме на крај еден остварен човек кој што ќе знае да оди напред во животот, а кој што нема да ги има оние фрустрации кои што може би и генетски ги има, затоа што носиме генетски разен тип на фрустрации од минатото, нели? И мислам дека доколку не си го полеваш цветчето како прашок за пециво, ако не му тураш, оно нема да нарасне. Јас навистина така мислам и се обидувам секој ден да им кажам по некој убав збор на децата. И мислам дека за мене барем е тоа многу важно, ако не и најважно. Сигурно сите носиме некакви ова што велите генетски, еден момент на пораки. Ние ги гледаме нашите родители и во текот на како они биле партнери, како они биле родители, како они биле другари, како они негувале социјални контакти, пошто доколку детето е повлечено, не сака да излегува, не сака да се дружи, не сака да има некаков социјален контакт, прво нешто што правам, окей, овие родители го имаат ли тоа? Или се нели постојано со работни обврски, па така и ова дете гледа дека окей, и јас треба да бидам постојано со книга, со учење и сето тоа. Кога сме веќе кај оваа тема, емпатија. Еве јас некако сум растена во една генерација кај што родителите природно ни покажуваа како треба да се грижиме за другите. Тргнувајќи од баба, дедо, другари, природно некако ни дозволува да сме лути. Ако нешто не ми се допаѓа да кажам дека не ми се допаѓа и дека сум лута. Како е кај вас дома, како е например како се справувате со тоа што е емпатија во општеството? Се помалку ја има, нели? Така, она што можам да го забележам е дека емпатијата се помалку ја има, меѓутоа не исклучително од младите луѓе, не исклучително од децата или еве да речеме од адолесцентите. Јас сум научена така да кога ќе видам постара жена по улица да носи кеси, јас да ја помогнам. Меѓутоа она што сега го гледаме дека не само што младите не помагаат, нити па средовечните, нити па старите се обидуваат да помогнат некому. Генерално е веројатно тоа општествен проблем, заради брзање, заради динамичен живот, не знам.
Меѓутоа, исклучително се трудам да им пренесам едно такво сознание дека секогаш треба да помогнат, да отстапат ред, нормално на трудни жени, нормално на постари луѓе, да бидат културни, да се однесуваат како што треба. Слободата и просторот на секое дете му е многу важно за да може да се израдува, иако верувам дека и нели образовниот систем или наставниците, воспитувачите секогаш тргнуваат со некаква идеја како треба да постапат, посебно па кога се нели во една голема група. И важно е да кажеме дека иако можеби за жал насетуваме дека емпатијата е се на пониско ниво, постојат многу исклучоци. Исклучоци кај што родителите ги учат своите деца како да ја негуваат емпатијата, па дури деца еве на 6-7 годишна возраст кога работам во група, едне со други се учат како да си помагаат и како да ја негуваат таа емпатија. И тогаш гледаме, окей, има надеж, значи се негува емпатија, не е се така мрачно кај нас. Да, затоа што за мене е исклучително чудно дека уште во градинка се забележуваат тие работи. Скоро разговарав со учителката на помалечкиот, вика тоа е дете, баш е дете. Такво добродушно дете кое што нема ништо назад, нема задна мисла, ќе сгреши, ќе се поправи, ќе ме послуша, вика се поретко се случува тоа. Викам, зарем тоа се случува уште во градинка? И зарем тоа секогаш било така? Сигурно дека има некои отстапувања, многу е важно кога се градинките да има многу добра комуникација помеѓу родител, воспитувачи, за да видиме тој триаголник, еве, дури ние како терапевт викаме терапевт, дете, родител. Ако го немаме тој триаголник, не би можеле да поставуваме нити некаква промена, нити па да заедно направиле начин да правиме една безбедна средина. Како е со тато? Еве вака некако е слушна страната на мама. Мама е присутна, мама е тука, мама заштитува, морам да признам. Мама е борбена околу деца, баш некако јас те доживувам онака како штит. Да, така. Кој што веројатно ќе треба да се скрши за некое време, затоа што ќе треба да се повлечам кога тие ќе влезат во светот. Дури ова 6 години, кога те слушам малечкиот, си велам, не е баш ова мало дете. Ова дете не е баш мало. Ова дете веќе е баш онака во... Е дете. Е дете кој што ги пушта крилјата за да летне. Па прво во образование, со другари, не е баш мало. Не, ама кога имаш еден што е толкав и кој ќе го видиш ова нештенце и тебе ти личи како да е тоа мало дете, ама после ќе видиш некој уште помало од него и си викаш навистина овој пораснал веќе. Ама тоа е фаза во која што треба и самиот родител да дојде, мораш да се наштимаш дека детето веќе пораснало. Навистина е тоа некоја ситуација до која што треба да се дојде и претпоставам дека сум јас во таа фаза сега кога треба допрва да сватам дека детево не ми е баш толку малечко дете. Иако гледам по гардеробата дека не е толку малко. Да, сигурно на секој родител на момент му е тешко да го препушти своето дете. Сигурно да. Сигурно. Иако се вратиме кај нашите родители и ги прашаме, претпоставувам ќе има некои солзи кои што ќе најдат кога првото одење во школа, првото, не знам, факултет и така натаму. Сите тие сепарации. Тоа со факултетот е таа фаза кога детето на вистина де факто си оди од тебе, затоа што тука дури во другата соба, знаеш дека е тука и си во тек со неговиот секојдневен живот. Кога ќе отиде на факултет, е веќе друга работа. Ние сме малку и поинаква генерација, затоа што пак нашите родители сите многу помлади не раѓа. И претпоставам дека тоа има многу големо значење во однос на тоа како сме ние воспитувани и како ние ги воспитуваме нашите деца. Искрено ти кажам, од моја страна, јас сум многу благодарна што го оставале тој простор и па дури и во основно сте знаел да има некаква порака од типот на окей, ти знаеш како. Пробај ти. И во тие моменти знам дека имав многу голема лутина затоа што другите родители секогаш беа околу децата, а моите родители оставаа простор и ги завршуваа своите задачи, требаше на еден начин јас сама да се снајдам со своите задачи. Тогаш се лутев, а денес сум многу благодарна затоа што тоа не прави една самодоверба која што ние градиме, сите оние искуства кои што ги носиме во себе и на крајот од денот тоа ни ја дава силата за понатаму да ги пробиваме сите граници во смисол да растеме и да се развиваме. Тоа те прави способен човек.
ако доаѓаат и ги решаваат сите проблеми за тебе, тогаш ти не можеш да решиш кога ќе пораснеш нити еден проблем сам. А тоа е штета што во денешно време е многу ретко. И затоа често пати слушам со критика за оној претходен стил на воспитување, точно е дека имаме работи кои што претходно треба да се менуваат, а тоа е емоционалната достапност, присутноста. Не секогаш се разговарале тешки теми, јас така знам да ги наречам, специфични теми, па се јавувало срам кај адолесцент или кај некој помало дете, сега тоа го има, но би било добро да го задржиме се она кое што го носи слоганот самостојност, борбеност, искреност, затоа што на крајот од денот јас секогаш викам дека ако детето е птицата, родителот не го исцртува патот каде треба да лета. Така е. Туку треба да е некаде во позадина, да го пушти и да... Да. А тоа не се прави кога детето ќе порасне. Тоа се прави додека е малечко и начинот на кој што ти ќе го припремиш, ќе го подготвиш и ќе го пуштиш да го живее својот живот во овој свет кој што е голем предизвик за сите, и за возрастни, а не па камоли за нив. Баш додека е малечко, затоа што и на 3 годишна возраст може да видиме како се развива самостојност, со собирање на играчки. И на 5 годишна возраст може да го видиме тоа со врзување на врвки. Така е. Со пишување домашно веќе на 6-та, 7-та, спиењето, често пати го прашувам јас. Океј, спиеш со мама и со тато или сам? Па, уште сум со мама и со тато. И мене тоа веќе ми кажува, океј, тука границите на вистина се веќе пробиени, пошто мама и тато имаат една голема улога, а тоа се родители, но да не заборавиме дека па мама и тато имаат и една друга улога, а тоа се партнери. Така е. И ако таа релација не е океј, нели, може да се префрли одредена емоција на родителството и тоа се рефлектира на деца, така да помеѓу родителството треба да се негува и партнерството. Секако дека да, значи тоа е оттаму трга се, нели, едно среќно семејство, тоа е стартот и тоа е јадрото на едно среќно семејство. Не може да имаме среќни деца додека немаме, ако немаме среќен пар, среќни родители кои што заедно знаат да комуницираат, функционираат. Тоа е никаде ти се наближува крајот, а она што јас сакам да го кажам со ова што го кажа среќни родители, минатата недела имав дете во канцеларија кое што кажа јас сум добро кога мама и тато се добри. Да, колку убаво. И тоа е многу моќна порака дека родителите се децата се добри единствено кога родителите се добри заедно двајцата. Да. Прекрасно. Децата знаат да кажат прекрасни работи. Софија, ти благодарам многу што беше наш гостин на првата епизода од Халки подкастот, така да се надевам дека во понатамошните други некои прилики ќе се гледаме повторно и ќе разговараме за некои други теми. Јас ви благодарам, прекрасна имате идеја која што треба да ја негувате и ова важни работи за кои што треба да разговараме и да се учиме едни од други. Така е.